Твоя сърця Odšla si kao lakavica Nisi nego suze Žene koja voli mene Cvijeta koji samo mene Ovde se собравме да ја прославиме втората сточарска вечер која се организира на ниво на целата Малешевија, па и пошироко. Ќе ни биде мило ако истата прерасне во традиција, затоа што сточарите, а и сите земјоделци го заслужуваат тоа. Организатори на оваа вечер се Миле Пармачки од Будинарци и Александар Мачевски од Робово, кои се Тие се погрижија да се избогати целата оваа организација со лотарија. Главниот спонзор на оваа вечер е Гејби од Суботица. Има и други спонзори, како градоначалникот на општина Берово Звонко Пекевски, градоначалникот на општина Пекчево Александар Китански, Мачевските деца село Робово, Зеленишка река село Будинарци, Термосани село Робово, Малеш Бреза Берово, Сани Терм село Робово, Младост, Шуте село Русиново, Млекара Игор, Пилана Поповски, Златко Текст, Жито Малеш, Боки Тер, Санде Крамарски, Маркет Мат Ел Будинарци, Млекара Корчовски Берово, Автосервис Маглата, Ресторан Мистон, Македонски шуми Равна река Пекчево, Вила Нике Клепало, Слободан Стојанов село Лески, Малешевско дојал село Будинарци, Агро Александрија, Дива Компани, Маријанчо Симевски, Млекара Малеш Смојмирово, Антон Биглата, Кировски Вет, Добро вечер, јас сум Александар Мачевски, еден од организаторите на сточарската вечер. Пред 4 години организирахме првата сточарска вечер. Сега организираме по втор пат зарад короната. Благодарни сме на сите сточари што не поддржаат од источниот дел. Имаме главни спонзори, благодарение на сите. Целта е да продолжи традицијата и многу сум благодарен и многу ми е мило дека ова вечер имахме околу 270 гости од цела кафана Мистон пна. За државата, за сточарите треба да обрнат внимание на кој чува, убаво да знаат дека се чува стока, да не дава
надоле там на онам пари да ги трошат по парламенти, по марламенти, треба ставно на сточарите. Сточарството иде на право место, сточарството станува гранка, исплатлива гранка. Благодарни сме, до сега и субвенциите се ни пушили редовно. Благодарни сме с телињата, с откупната цена. Треба да сме благодарни за пролети и за јагнињата. Државата треба да обрне на сточарство најмногу да остане. Ако не е сточарството, државата ќе пропадне още по. А од каде се имате гости, да ни кажеш, гледаме присутни луѓе од многу градови? Имаме од Македонска Каменица, Делчево, Виница, Штип, Кочани, Струмица, Берово и Пештево. Значи прво поздрав до сите присутни. На мене ви е намистина драго што се собрахме во толку голем број. Значи да ја покажеме нашата упорност во тие комплицирани времења, време на посткорона, време на економска криза. Значи се надеваме со нашата упорност дека навистина и понатаму ќе останеме сплотени, ќе се поддржуваме едни со други, затоа што пред нас навистина престои некој кризен период, период од недостаток на храна и многу други, значи репроматеријали како што се скапи и понатаму ќе скапнуваат. Се надеваме така заеднички, здружено, сложно и сплотено ќе ги оствариме нашите цели, нашите идеи, така да можеме сите ние заеднички да бараме што ни треба од државата, а таа да ни помогне за да останеме на тоа поле каде што сме, тука да инвестираме, да напредуваме, државата да не поддржува нас, а ние да ја враќаме со приходи и со добивки. Ние се занимаваме со овчарство и полјоделство, пошто работиме на ниви и си произведуваме храна за нашите овци, бидејќи сето наше производство е органско, кој се стреми со повеќе критериуми, затоа сме производители и на поле за храната и овци, значи произведуваме органско млеко, органско јагне, органско сирење. Задоволни сме досега од нашето производство, ама не сме задоволни од недостатокот на работна рака, која навистина не спречува во остварување на нашите цели и идеи. Инаку работата не можеме да кажеме дека е многу сјајна, таа е напорна и посветена, ама ние сме упорни и се надеваме дека ќе издржиме. Јас сакам и захтевам сточарството да обстане во Малешевијата, кој што веќе младите не сакаат да работат со таа дејност, бегаат по странство, сметаат дека веќе таа гранка изумира, дека веќе нема исплатливост да се работи, меѓутоа тоа треба и државата да им помогне, за да може да обстане еден млад земјоделец во таа држава да просперира и да работи понатаму. Внимание највеќе треба да се обрне на секој млад земјоделец, треба да му се помогне со некоја сума минимална, за да може да купи своје стадо или крави, овци, кози, за да се определи на свој бизнис и државата да му даде грант кој може да просперира и да може да го оствари својот сон, за да може да во иднина да чува нешто. Ништо не чувам, пошто сам на школување средно школа во Свети Николе, 3-та година, јас како млад сточар земјоделец имам наследено од мојот дедо и мојата баба во селото Панчарево, имам наследено штало, се имам тие работи, па здрави живот, кога ќе завршам факултет, сакам да се определам на гранката сточарство со овчарство, да чувам овци, пошто овчарството во Малешевијата веќе изумира, веќе над 90% изумира овчарството во Малешевијата. Ете, во нашето село има околу 120-130 грла овци и тоа само еден човек ги чува, а пред неколку 5-10 години се чува околу 10 и повеќе булаци стада на овци. Се чува, јас мисла дека за секој млад земјоделец, секој младо дете да се врати во овој крај, да ги искористи сите гранки, сите природни ресурси, треба државата пред се да му излезне во сусрет со некој минимален грант од 5 до 10.000 евра во минимална вредност, за да може он да потекне свој сточарски бизнис. Сакам да успеа во Македонија, ама моментално сум во Италија, немам услови тука во Македонија, слабо иде со цена, трговија, чувам моментално крави, имам околу 20. Јас сум Горан Стаменков од село Колиманци, Виничка општина. Цените са малку катастрофални,
Значи, нашето производство е ниско, а другите цени са малко по-високи. Значи, трябва нашето производство да се покачи с другите цени. И за да бидем и ние задоволни, ние сме сточари, ние произведуваме млеко, месо и така. Аз имам моментално тов и овци. Около 200 грла овци. Млади луѓе нема шанси да се вработат на таа опција, мислам, да обстанат апсолутно. Ние, тие што сме за останати, за тоа можеме да поработиме, али ако се покачат цените. Ако не се покачат цените, нема шанс. Апсолутно нема шанс. Не само како гигант на фармацевтска индустрија, ја бех и на пат ише да направиме најдобрата и најбрендираната малешевска млекара. Јас не знам од кои причини во Малешевијата почна да се намалува сточниот фонд, почна да се на некој начин деградира најосновниот и најисториски доходовен бизнис, да речам на нашински вака, од сите времења во Малешевскиот крај било сточарството. За жал сега, драго ми, меѓу тие сточари што сум сега, тие беа мои сите деловни партии на нашински кооперанти и гледам дека атмосферата се загревја, во наводници би го рекол тоа, бидејќи истите овчари овдека сакаат да го продолжат сточарството. Во моментот имаме најлош индекс на сточарство, на сточен фонд во историјата од Малешевијата. Посебно сакам да нагласам дека треба да им се обезбеди на младите. Не треба да го понижуваат позивот овчар. Јас сум овчарче. Јас сум овчарче и на овчарска вечер. Овчарче од Русино, а од овчарче постанав тоа што сум денеска. Така да не се обесхрабрува. Дајте во сточарството да гледаме иднината на Малешевијата. Ние го имаме најдобриот бред. Малешевијата има преко 360 домицилни автохотни растенија, мислам треви, кои му дават посебен шмек и посебен антибиотски статус на малешевскиот млечен производ. Лактацијата е многу по-добра од ваквата трева кај нашите сточарски, да речем, видови, дали се тоа крави, дали се тоа овци, дали се тоа кози. Затоа сакам на нашите сточари да им посакам се најбово и заедно ќе бидеме појаки и сега ние да го најавиме друштвото кое сега во фаза Малешевци за Малешево. Тука ние ќе се бориме за да го повратиме малешевскиот етнос и во земјоделието, и во музиката, и во културата, и во науката, и во обичаите, и во ширината на пријателството, на роднинството и така натаму. Затоа уште еднаш поздрав до сите овчари од овчарството Механички благој. Мене ми е особено чест и драго што сум присутен на овој настан кој што ги собира сите сточари и земјоделци во целата Мелешевија. Се надевам дека оваа пракса ќе продолжи во иднина и треба сите сточари и земјоделци да бидеме обединети пред се. Значи да си помагаме едни со други. Врз основа на овие тешки времења и сето тоа моментално што се случува на берзите со храна и ред други работи. Значи, пак би рекол дека земјоделецот треба да се стави на прво место во државата како и доктор. Се уште имаме активни и позитивни случаи на ниво на Куманово. Мене ми е жал сето ова што се деси, каде што моментално имаме една рецесија, имаме една инфлација, каде што народот е сиромашен и се удри највише се удри по честниот земјоделец. Немојте да мислите дека пред себе пратил порака дека големите фарми имаат нешто против малите земјоделци и малите мини свињарски фарми и ред други работи. Значи, ЕУ легислативата така налага и тоа мора да се испоштува. Пред себе кажал, значи би апелирал до сите земјоделци, се надевам дека пак ќе се дозволи репопулација на мини фармите и фармите. Меѓу време додека фармите им се празни на тие што им ги депопулирале, да ги подигнат биосигурносните мерки, да ги оградат фармите, да стават дезбариери, да стават комарници, значи поеќе да се иде баш на строго и така. Дали прв пат сте тука на оваква средба во Берово? Како ви се... Не, Берово често доаѓам. Значи Берово е еден прекрасен, убав град каде што има топли и драги луѓе.
и секогаш во моето слободно време јас гледам да го посетам, а на овчарска вечер прв пат сум, пред тоа сум бил и Битово, и Демир Кисар, и Кичево, прв пат е со фармерите од Истокот. Знаете како? Пред се би апелирал дека државата треба да посвети многу повеќе време и внимание на младите. Значи, младиот човек треба да се задржи во државата и тоа е една гранка која треба да расте и да се развива. Знаете како, доаѓаме во време каде што секоја година, познавајќи ги другите, бидејќи сум ветеринарен доктор по професија, се заоснува цело сточарство на субвенции. Субвенциите треба да се тргнат поточно. Значи, треба да се иде на рентабилно, треба да се увезат приплодни раси, млечни раси, товни раси, зависи кој како, према што сака да си се ориентира. Пред се исто така би апелирал дека мора да има и модернизација. Модернизацијата е на прво место. Не може ние да се навраќаме 100 години наназад како чувал нашиот дедо или прадедо и така моментално да се чува. Има многу работи да се коригираат, ова малце би ја ставил како негативна критика, али и македонскиот сточар и земјоделец не ќе да слуша кога ќе дое некој поискусен и да му додели некој совет. Така да знаете, долга и широка е темата, ама мислам дека на прво место државата треба да ги стави младите. Вие имате одлична клима, цела Малешевија, имате одлични услови, одлични пасишта, одлично земјиште, што гледајќи по статистиката многу малце е работено, значи треба да се обрне многу внимание, посебно на вашиот дел, каде што 99% е чисто македонско православно христијанско население. Така да од мене, од моето здружение, моите фармери имаат поддршка земјоделците за што и да треба тука. Денеска сите овде, односно вечерва сме собрани, така наречена сточарска вечер. Едноставно и докторите и сточарите да здивнат од целодневната секојдневна работа, со кој што се среќаваат секојдневно и да се видиме, како што каже на нашо кажено, да размениме некој мислење и тоа е тоа. И без да кажуваат, тоа се гледа, има секојдневни проблеми кои што навистина треба полека да почне да се решава. Значи, проблем со цените за фуражите, односно храната, проблем со фактички со млекото, откупот, самите субвенции, проблем со високите цени и на нашите лекови, што се вика, кога ние ќе го набавиме лекот на вистина многу скапо, на вистина треба и самите интервенции да бидат скапи и во тој дел. И најгорлив проблем е тоа што самите сточари неколку години поред кажуваат, значи, рок за исплата на субвенции. Значи да се каже јуни, август, значи било кога секој да си планира како да помине зимата или пролета, зависи кога ќе биде решен да биде тој навистина рок за исплата на самите субвенции. Па за жал е така, фактички процентот на по години, односно по старост на нашите сточари се гледа дека млад човек едноставно не се занимава со тоа, но самата стимулација од државата и самата стимулација од Агенција за храна и ветеринарство и од земјоделие би требало да помогне нешто да се промени. Тешко ќе биде, но дали ќе се успее ќе видиме. Јас сум Власта Петровиќ, значи регионални менаџер у Македонија, значи овде сам чешće у Берову, zato što imamo, znači, maloprodaje koje prodaju naše koncentrate, imamo dobru saradnju sa vama i ima još uvijek prostora, zato smo i odlučili da prisustvujemo na ovom skupu. Pa vidite, ovo je jedan od krajeva, znači, koji je značajnije se uzgaja ovca, tako da ima prostora da bude to još bolje. Treba se udružiti, formirati zadruge, udruženja da bi ostvarili, znači, lakše da prodate proizvode, da nabavite hranu jeftinije. To je neki savremeni, znači, način komuniciranja. Ova korona i ova kriza, znači, doći će bolji dan za uopšte stočarstvo, a pre svega za ovčarstvo. Retki su primjeri, znači, gde se mladi ljudi uključuju u stočarsku proizvodnju. Uglavnom nastavljaju tradiciju od svojih predaka, ali mislim da će se promeniti vreme, znači,
na ovim našim prostorima, znači, ono što mi možemo raditi i što je perspektivno je proizvodnja hrane. Ай сега да извлечем последния добитник, Козак. Чуем дали някой... Айде сега Козак от господина Антон Блатец, награда спонсор да му вземе. Брой 148. Значи Козака 148. Айде сега вече за овцата. Значи овцата 215. 215. А? Не, овцата. Чипо заберем. Dobro, znači, šutarjata, može da produžimo sudara.
Твоето лице те навори, Господи, дай ми го на мене, јас сада го изедам.